Држава или партија, за Али Ахмети и Дуи повторно нема разлика. Со мандолини и песна и по некое цигарче, лидерот на интегративците повторно си го прослави својот роден ден во Министерството за политички систем, сега својот 65-ти. Видео од роденденската прослава објави првиот вице-премиер Артан Груби. Инаку пушењето во канцеларии е строго забрането со закон, но Груби преку видео издаде за прекршоците кои биле направени токму во неговиот кабинет. Во текстот над видеото кое беше објавено, воедно како роденденска честитка за Ахмети, Груби вели дека лидерот на Дуи е последниот преродбеник на чело на нацијата. Ретки се луѓето кои ја следат историјата и кои ја прават историјата градејќи ја иднината. Го поздравуваме последниот преродбеник на чело на нацијата, секогаш на вистинскиот пат. Али Ахмети со се свето за албанството на плејки, денеска полни 65 години. Ова не е прв пат Ахмети да го прославува роденденот кај Груби, така беше и пред 2 години во ек на пандемија, кога во салата за состаноци беа голем број функционери на Дуи. Тогаш сите кои касна од лидерската торта добија казна од 20 евра. Кога е Дуи во прашање, не е прв пат државните ресурси да се користат за партиски цели. Најчест пример е токму Министерството на Артан Груби, кое се користи и за разонода на функционерите на интегративците. По потреба станува и партиски штаб, каде Али Ахмети си ги остварува своите средби во прв ред со дипломатите. Злоупотреба на државните ресурси, кога е Дуи во прашање, можеме да видиме и со службените возила. Функционерите на интегративците редовно си ги користат кога одат на партиските состаноци. Според многумина, Министерството на Груби важи баш само за партиско на Дуи. Таму се вдомени повеќе од 400 луѓе, а некои конкретни проекти нема, освен организирање прослави за кои многумина велат дека се само со цел промоција на Груби, Ахмети и нивната партија. Една од нив е и онаа пред година и половина за годишнината од рамковниот договор, кога водителката на настанот беше свиркана, бидејќи проговори на македонски јазик.